Европската економска локомотива Германија го губи здивот, а последиците се неминовни за нашата економија. Дури 41% од севкупниот бруто домашен производ завршува во оваа земја, а нашиот резултат за првите 9 месеци од оваа година покажува загрижувачко намалување од дури 13% во однос на претходната година. Што ова значи за текстилниот сектор? Текстилниот сектор веќе неколку години поред паѓа драстично и по извоз и по број на вработени, но ова со случувањето во Германија ќе биде уште подрастичен пат, затоа што Германија е наш најголем трговски партнер, а во текстил повеќе од 60% од скупниот извоз на македонски компании е за Германија. Така да секој пат на потрошувачката предизвикана од рецесијата, од кризата во Германија се директно осетува на нашите порачки и со тоа може да очекуваме дека уште повеќе ќе паѓа бројот на вработени во текстилната индустрија. Последици од германската економска рецесија очекува и премиерот Христијан Мицковски, но според него тоа треба да се случи во второто полугодие од идната година. До тогаш македонската економија треба да бара решение за да ги намали последиците од германскиот економски пат. Потребно е време за да се појави нова опција за да економијата на земјата целосно не зависи од случувањата во Германија. Изјави премиерот Христијан Мицковски на ова прашање. Сепак, пред една недела стигна и една добра вест. Првите процени од Сојузниот завод за статистика покажуваат дека бруто домашниот производ помеѓу јули и септември во Германија најверојатно се зголемил за 0,2%, а аналитичарите очекуваат дека економијата ќе забележи пад од 0,1%.